Почитуван градоначалник на град Скопје, господин Петре Шилегов, почитувани средства за јавно информирање, почитуван директор на Агенција за млади и спорт Наумче Мојсовски, почитувани извидници, млади, но и повозрастни генерации, бидејќи овој објект буди и спомени, каде што многу луѓе си го рекле своето судбоносно да. Ви благодарам што денеска дојдовте да присуствувате на ова свечено отварање на Младинскиот центар Матично. Објектот на Матично располага со голема конференцијска сала, која ќе се користи за одржување на едукативни, културни и забавни настани. Центарот ќе има и читална, како и соба за релаксација, чилзон, која ќе биде соодветно опремена. Дворниот простор хортикултурно ќе се уреди. Само сакав да напоменам дека доопремувањето ќе биде во зависност од тоа на каква опрема ќе побараат самите организации. Нормално ние како општина дополнително ќе вложиме средства, сакавме да го отвориме без опрема, се со цел да оставиме простор на самите млади да се изберат што е тоа што им е најнужно и најпотребно. Воедно, многу сум задоволен што и на иницијатива на градоначалникот на град Скопје, но и на колегите и дел од луѓето кои што имаат спомени од ова место, успеаат да го задржат изгледот кој што го имавме на вредниот мебел, кој што е подарок од резби од врвниот мајстор и уметник Нестор Алексиев Мирчевски, по кој беше препознатливо старото Матично, да биде сочуван и реставриран. Мебелот ќе биде изложен тука како експонат во Младинскиот центар и ќе потсетува на младите генерации за богатата резбарска традиција која што има нашата држава. Инаку, како што напоменав, вакви, согласно информациите кои што успеавме да ги добиеме, вакви резби има уште 3 или 4, затоа сум навистина среќен што успеа да се сочи ова културно наследство со кое што ќе можеме како држава да се гордееме. Нормално има и разни иницијативи каде може истиот мебел соодветно да биде третиран. Тоа нормално од кога ќе заврши отварањето, ќе донесеме конечна одлука каде треба да биде стациониран. Младинскиот центар Матично е концепиран согласно европските стандарди, просторот е целусно ексклузивен и овозможува пристап за лицата со посебни потреби. Овде ќе се одржуваат концерти, изложби, работилници, дебати, филмски проекции, забава, дружење и учење, а на младите центарци после долго време ќе им обезбедиме современ и квалитетен простор. Како што напомена Емир, и користам оваа прилика да му заблагодарам, бидејќи беше еден од креаторите и организаторите и човекот кој што управуваше и беше координатор за канцеларијата за млади. Ова е само еден продолжеток, но сега за прв пат во собствени и наши простори, а не да бидеме зависни од објекти кои што беа изнајмувани под кирија. Центарот ќе се вика Матично, имавме интернет анкета каде што најголемиот дел од луѓето дадоа предлог да се задржи старото име, како што се со цел да луѓето се сеќаваат на Матичното, каде што многу луѓе си го кажале своето судбоносно да. Ќе биде како матична локација, но поим кој ќе ги потсети младите од општина Центар на тоа што овој објект значи за повозрастните генерации скопјани, но и место каде што секојдневно ќе може да се дружат, забавуваат, дебатираат, едуцираат и да уживаат во различните настани и содржини. Идејата за создавање на едно вакво младинско каче произлезе од граѓанските форуми што ги организираше општина Центар, која го прифати концептот од група млади за креирање на Младинскиот центар. Младинскиот центар Матично е дел од проектот за јакнување на општинските совети и вкупната инвестиција за реконструкција на објектот изнесува речиси 7 милиони денари, а 83% од средствата се обезбедени од општина Центар, додека останатиот дел донатор на проектот е Швајцарската агенција за развој и соработка SDS, додека спроведувач е програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Старото Матично денес добива нова младост, останува символ на градот, но еден нов модерен прогресивен символ. Горд сум што токму во општина Центар ќе имаме нов младински центар, простор за работа на младите и младинските организации. Ова е особено драг проект за сите нас, бидејќи сметам дека успеавме да создадеме автентичен простор кој на младите ќе им понуди одлични услови за дружење, едукација и забава. Сакам да се заблагодарам уште еднаш и до владата на Република Северна Македонија и до премиерот Зоран Заев, кој што ни овозможи овој објект да го земе општина Центар на трајно користење.
воедно на градот Скопје кој што секогаш не поддржува во сите наши проекти и со тоа се покажа успешната соработка на општините и градот и се надевам дека ќе продолжиме со уште позасилено темпо, но пред се и на младите, посебно извидниците, на Снеже, прошлиот пат и го погрешив името, извини сега да се исправам, кој навистина вложи дополнителен труд за се ова денеска да се случи. Ви благодарам уште еднаш и посакувам успешна работа.